Пресудата веќе нотира пропусти кај институциите, односно директна повреда од страна на правата на сексуалните работници од страна на припадници на Министерството за внатрешни работи, но и пропуст на судиите да го препознаат, да ја препознаат оваа повреда и соодветно да санкционираат оние кои што ги повредиле правата на сексуалните работници. И тоа е јасно нотирано во оваа пресуда и сега судот ја задолжува државата да исплати паричен надомест како компензација, надомест на штета за претрпените штети на сексуалните работници, но и ова пресуда е можност да се бара повторување на домашната постапка и повторно судовите да имаат можност да ги разгледаат наводите и овој пат правилно да одлучат дека сексуалните работници биле жртва на повреда на правата од страна на полицијата и на судовите. Она што исто така треба да следи по донесувањето на оваа одлука е дека сите институции кои што биле вклучени во повредата, во кои што постапувале во овој случај, треба да бидат информирани и нивните да речем капацитети да бидат изградени да во иднина не се повторуваат вакви действија. За жал и претходни постапки каде што судовите повредиле права на конвенцијата, загарантирани со конвенцијата, не гледаме дека постојат последици по судиите кои одлучувале во ваквите постапки и сметам дека треба сериозно да се разгледат наводите на Европскиот суд за човекови права во однос на овој суд, затоа што укажува на директен пропуск на судовите кога го разгледувале овој случај и не ги земале предвид исказите на сексуалните работници кои што се јасни, конзистентни и јасно укажуваат на искуството кое што го имале за време на престојот во полициска станица.